Воинственоста го зазема просторот и се шири, а со најавите дека ќе бидат искористени сите орудија кои се на располагање, предизвикува таа да добива сериозни димензии. Линијата на огнот е се подолга и подолга, а фронтот се подлабок. Особено, откако е појасно, дека јамата ќе се проширува и се повеќе ќе се рие. Заедно со вас, рамо до рамо, и во кал, и на снег, и под дожд, заедно ќе работиме и заедно ќе копаме ровови. Сепак има и такви кои не мислат дека кој кому му копа, паѓа во небо. Туку веруваат дека се работи за своевиден договор, во кој едниот само се заканува и се сили, дека другиот е веќе подготвен да отстапи. Што е веројатно една од поновите политички теории кои тешко дека ќе може да заслужат адекватно место во науката. Еве Заев или најстркин ќе биде, да направи една мала дигресија, најстркин ќе биде ако ги изгуби изборите, пак да победи во народот да помине. Он тоа ќе биде најстркин. Во прилог на оваа интересна теза се движи однесувањето на еден од опозицијските фронтмени, кој јасно укажува дека лондонскиот самит немал таков ефект како што се очекувало, а и технички не ги задоволил критериумите, пошто и не може да се извлече добра оценка од настапот, бидејќи еден дел од програмата не бил на ниво кој опозицијата го очекувала. Премиерот беше седнат на столот со сите 29 лиши. Тоа е уметнички доем. Ако тоа така личело во НАТО, тогаш кој знае каков ќе биде впечатокот од Европската Унија, со оглед дека очекувањата од неа се помали, ма затоа лествичката со барање е исклучително високо поставена. Таквото однесување остава можност за интерпретации во кој наместо на принципите на политиката, заклучоците за незината иднина, се влечат врз основа на основите кои ги воспоставиле мајсторите на класичната музика. Европската унија е гнила малку и не се направени тие принципи на Шуберт, основачките принципи не одат по таа логика. Логиката на Шуман, а не на Шуберт, е еден од принципите кои се развива е потребата за заштита на животната средина. И тие што жестоко се залагаат за надградба, волонтерските екополицајци кои ја уживаат поддршката на јавноста. Наспроти сета логика на борбата против родниците, во земјата во која огромен дел од загадувањето потекнува од возила, не баре солидарни со нивните противници. Организираат марш, ама не со пешачење, туку моторизиран, со своите загадувачи. На протестот колона на возила ќе се движи со бавна брзина, вклучени трепкачи и звучни сирени низ сите делови на градот, како израз на граѓанско незадоволство со општо загадување и бавно функционирање на системот. И на крајот, кога се на вистина ќе се сврти, на површина испливуваат драматични вистини. Дали знаете дека пријатели во Бугарија ги заспиваат малите деца навечер, ги заплашуваат, доаѓаат македонците, спиите. Тие што биле плашени си легнале, заспали и пораснале, за разлика од оние кои биле представувани како страшни, а всушност се бореле за својот сон. Ним, откако тој им станал јавен, изгледа никако да се разбудат.